Продолжуваме со домашни теми. Без конкретни информации и без детали заврши средбата меѓу македонските и бугарските историчари во Министерството за надворешни работи во Скопје. Според претходните најави на средбата на мешовитата комисија требаше да се разговара за учебниците за 7 одделение и за Гоце Делчев, а не е познато дали намаса се нашол и предлогот на бугарската страна за заедничко учествување на Никола Карев и Марко Цепенков, иницијатива која на претходната средба била отфрлена од македонските историчари. Разговорите продолжуваат и утре. Првиот човек на бугарскиот тим пред средбата за Канал 5 даде кус коментар. Зошто сметате дека треба да има заедничко одбележување на Карев и Цепенков? Не сме поставили до сега мај тој въпрос. Или сме? А зашто да няма? Ще разговаряме, да учебниците за 7 отделение в Република Северна Македонија и ако остане време, ще разговаряме и за възможността за съвместно учествие на Гоце Делчев. Премиерот Мицкоски препознава политичка екзибиција од официјална Софија по најавите дека на самитот во Хаг наместо Радев ке присуствува Желјасков. Според него, нема ништо спорно во тоа Силјановска-Давкова да се сретне со бугарскиот премиер наместо со шефот на државата. Мицкоски потврди дека нема да присуствува на НАТО самитот во Хаг. Јана Јосифовска. По информациите дека Бугарија на НАТО самитот во Хаг ќе ја представува премиерот Желјасков наместо бугарскиот претседател Радев, македонскиот премиер Христијан Мицкоски очекува сепак иницијативата за средба меѓу бугарскиот и македонскиот државен врв да се случи. Мицкоски вели дека доколку има каква било иницијатива за средба меѓу македонската претседателка и бугарскиот премиер, и тоа треба да се прифати. Тој потврди дека нема да патува за Хаг, но убеден е дека претседателката Силјановска-Давкова ќе прифати да се сретне со Желјасков. Според Мицкоски, потегот на официјална Софија да го испрати премиерот наместо претседателот представува необична политичка екзибиција, но секоја шанса за да се слушнат македонските аргументи и предизвици според него треба да се искористи. Ако има било каква иницијатива на ниво премиер со претседател, мислам дека и тоа треба да го прифатиме. Без разлика што не сум јас таму, и тоа треба да го прифатиме, тоа е мојот став. Убеден сум дека тоа ќе биде став и на претседателката. Бидејќи ќе изслушате моите аргументи. Ние мораме да бидеме проактивни и да покажеме дека не е тоа што се зборува. Таму гледаме една екзибиција, можеби е таков начинот на функционирање на бугарската политичка сцена. Во Вашингтон, на самитот во Вашингтон, присутен беше премиерот, каде што бев јас присутен. И логично беше од страна на Бугарија да биде испратен претседател, и тој беше најавен, во последен момент испратен премиерот. Можноста за македонско-бугарска средба стана актуелна минатиот месец, кога Мицкоски откри дека постои предлог од првиот човек на Европскиот совет Антонио Кошта, претседателите Силјановска и Радев да седнат на маса во Хаг и да ги вкрстат аргументите во присуство на представници од ЕУ, САД, како и генералниот секретар на НАТО Руте. Но досега од официјална Софија немаше одговор на иницијативата. Во меѓувреме, шефовите на дипломатиите Муцунски и Георгиев вчера оствариле телефонски разговор во кој според соопштението од МНР се потврдени истите позиции од двете страни. Бугарскиот министер, како што соопштија во Софија, потенцирал дека Бугарија нема да има нови услови надвор од францускиот предлог. По речиси 3 месеци од трагедијата во Кочани, утре напладне обвинителството ќе покрене обвинение за пожарот во дискотеката Пулс. Оттаму соопштија дека обвинителот Куцевски, неговиот тим, утре ќе одржат пресконференција за досегашната постапка и донесената јавна обвинителска одлука. Досега 47 лица беа опфатени со истрагата за тешки дела против општата сигурност. За 14 полициски службеници се уште се прибираат докази. И по 3 месеци од трагедијата во Кочани, 40 на повредени во пожарот се уште имаат потреба од продолжено лекување поради сериозноста на изгорениците. Од владата соопштија дека првата група повредени наредната недела заминуваат на рехабилитација во Пониква. Едни на рехабилитација, а други на операција. И по 3 месеци од трагедијата во Кочани, 40 на млади деца имаат потреба од продолжено болничко лекување поради сериозноста на изгорениците и други повреди на дишните патишта, а на најмалку 16 од нив ќе им треба
и хируршки третман, потврдува доктор Гордана Георгиева од клиниката за пластична хирургија, едно од специјалистите што ги евалуираа повредените во Кучани. Лекарите уверуваат дека ниту едно дете нема да биде изоставено или заборавено, ниту за преглед, ниту за рехабилитација во центарот во Пониква, кој првите пациенти ќе ги прими уште наредната недела. Кај пациентите, освен изгореници, имавме пациенти и со инхалаторна повреда, како и го земаме моментот со психолошката траума. Пациентите според класификацијата и групите, тие пациенти што се во 4-та и во 5-та група, очекуваме дека дефинитивно ќе им биде потребно продолжено лекување, а кај дел од нив и оперативен хируршки третман. Особено се однесува на пациентите што се во 5-та група. За сега не е благодарно да се каже колку време би траело тоа нивно лекување, меѓутоа станува збор за еден подолготраен третман. Во однос на Пониква, значи физикалната терапија ќе обавуваат 4 физиотерапевти, ќе бидат присутни медицински сестри, лекар, значи а исто така ќе имаме посета на психолози и психијатри, кои што ни се во соработка со Центарот за психолошка поддршка од Скопје. Ние сме сите тука за нив, за децата, значи тие се како мои деца и понатака ќе продолжиме заедно да соработуваме до целосно нивно закрепнување. Во меѓувреме, за 3 дена откако владата ја отвори телефонската линија за повредените од Кучани, добила 109 повици. Некои се жалеле дека немаат медицински помагала. Кога ги примаме ние таквите, да речеме, предлози кои што ги имаат пациентите, веднаш ги проследуваме до здравствените власти за тие да најдат механизам дали е возможно да се пренесат и опремата, но и пулмолозите да бидат достапни во Качанската болница за да го скратиме тој временски период. Еден од другите предлози кои што доаѓаат е во однос на оние медицински потреби кои што ги имаат од креми, од завои и така натаму, да пробаме да најдеме нешто кое што на нив ќе им биде овозможено постојано во Кочанската болница. Од Фондот за здравство потврдуваат дека уште 5 пациенти се уште се во болница во странство, а исто толку и поречиси 90 дена од трагедијата се хоспитализирани во нашата земја. Се уредува платото пред владата. Според најавите, до средината на следната недела треба да заврши првата фаза која предвидува санација, пред се на плочникот и зеленилото кои се во катастрофална состојба. Ова интервенција не случајно се случува токму сега. Александар Видиновски. По 3 години јавни апели и снимени десетина репортажи, конечно имаме првичен резултат. Почна реконструкцијата на платото и дворот на зградата на владата на Македонија. Наместо репрезентативен простор како во сите други земји, ова место со години беше национален срам. Сите со посмев го гледа и коментираа руинираното плато и несватливата незаинтересираност на надлежните овој простор да биде доведен барем во елементарно пристојна состојба. Ова е резултатот на континуираниот медиумски и јавен притисок. Благодарам и на сугестиите кои ги упативте и критиките до владата, службата, генерално целата влада за она како изгледа државниот имот и како бил запоставен последните 7 години. Ние не бегаме од проблемите, напротив, им приоѓаме и ги решаваме, не ги ставаме под тепех. Веќе неколку денови десетина работници поделени во 3 групи го средуваат просторот. Едни работат на зеленилото, се садат нови украсни растенија, а старите исушени се отстрануваат. Другата група ги поправи искршените плочки и скали на кои се потсопнуваат странските политичари и дипломати кои доаѓаа во посета на земјава. Третата група пак ги поправи уништените жардинјери кои буквално се распаѓа и го наградуваа просторот. Но ова е само почеток на тоа што ќе се случува на ова место. Имаме целосен план, целосна реконструкција. Отпочнавме со предниот дел, односно ликот на владата, продолжуваме и во комплетно целата влада. Предниот дел на владата понесуваме барање до град Скопје, бидејќи тој им припаѓа нив, доколку се во можност да го приуредат, доколку не се во можност да ни дадат можност ние тоа сами да го направиме, но ве убедувам дека комплетно целата влада ќе ја уреди. За неколку денови завршува првата фаза. Еве како ќе изгледа. Наместо празни и уништени површини, тука ќе има вистински парк. Слично ќе биде и пред влезот на владата, како и делот каде што е споменикот на борците на НОБ. Толку во вечерните вести. Останете со програмата на Канал 5. Пријатно.